Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините предвидени за последниот ден од 2015 година. Премиерот Груевски за следната година најави намалување на невработеноста, странски инвестиции и евроатлантска политика. Истокот 2015-та ја заокружи со неколку крупни проекти. 2016-та ќе продолжи со истото темпо. За срекни и весели празници без здравствени проблеми и несакани состојби, надлежните со апел за крајна внимателност и умереност. Во своето новогодишно обраќање пред граѓаните на Република Македонија, премиерот Никола Груевски ги истакна досега реализираните проекти, а ги најави планираните за наредната 2016 година. Груевски за следната година ја најави најсеопфатната програма која било која политичка партија ја направила во Македонија досега. Во своето предновогодишно обраќање пред граѓаните, премиерот на Република Македонија Никола Груевски ги повтори досега реализираните проекти, кои допринесоа за подобар живот. Станува збор за проекти од областа на инфраструктурата, вработувањата, враќањето на долговите. Ми представува особено задоволство фактот дека во 2015-та остваривме нова рекордно ниска стапка на невработеност, која заклучно со септември е 25,5%. Никогаш не била пониска. Да подсетам, таа беше околу 38% во 2006-та. Од кога континуирано, секој квартал се намалува. Државниот долг на земјата не се зголеми, туку се намали од 39 на 36% од бруто домашниот производ. И сме четврта најниско задолжена земја во Европа, според Евростат. Во однос на политичките случувања на домашен план, 2015-та беше сигурно најтешката во историјата на независна Македонија, со најтешката политичка криза, откако желбата да ја собори оваа власт некого натерала тоа да го стори незаконски и криминално, истакна Груевски. Да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности, кои откога биле добро спакувани, во смисла едитирани, ставени во различен контекст и создадени наменски креирани материјали. Со месеци беа оружје со кое се сакаше да се постигне јасна политичка цел – промена на власта во Република Македонија. И тоа на само неколку месеци преходно избрана од убедливото мнозинство граѓани на Македонија, на организирани избори, кои никој друг, освен нашиот политички опонент, не ги прогласи за нефер или недемократски. Да не беше оваа политичка криза наметната од опозицијата, економијата ќе се развиваше уште побрзо и ќе имаше повеќе вработувања, додава Груевски во неговото обраќање. Во 2016-та, граѓаните ќе ја решат 2015 година, рече премиерот, потенцирајќи дека 2016-та ќе биде година на народот, кога народот на фер и демократски избори на 24 април ќе ја прати својата порака. Следната година ќе се види најсеопфатната програма која било која политичка партија ја направила во Македонија, со повеќе проекти, мерки, реформи и дела за посветла, посигурна и предвидлива иднина. Истокот ја заокружува 2015-та со неколку крупни проекти, обнова на 185 километри патна регионална мрежа, развој на индустриските зони и крупни зафати за развој на туризмот. 2016-та ќе биде година на уште позначени инвестиции. 2015 година за источниот регион ќе остане запаметена како година со голем број реализирани инфраструктурни проекти. Долги години запоставена во обнова на патната мрежа, годинава конечно на истокот започнаа неколку големи проекти, а автопатот Штип-Миладиновци е од најголем интерес за регионот. 185,5 километри е долга патната мрежа од регионален карактер на истокот и ги опфаќа автопатот Штип-Миладиновци, 47 км
километри и инвестиција од 206 милиони евра. Штип-Радовиш 39 километри и инвестиција од 65 милиони евра. Штип-Кочани со вкупна должина од 26 километри и инвестиција од 56 милиони евра. Кочани-Делчево со должина од 30 километри и инвестиција од 10 милиони евра. Рехабилитација на патот Делчево-Голак со должина од 11,5 километри и инвестиција од 1,7 милиони евра. Изградба на патот Тораница-Саса, должина 19 километри и инвестиција од 10 милиони евра и изградба на патот Пробишти-Пониква од 13 километри, инвестиција од 5 милиони евра. Големо значење за регионот е и поставувањето на гасоводниот крак од Кумановско-Клечовце. Ефтиниот енергенски ги зајакне капацитетите на Штипската тир зона и воопшто на сите индустријски капацитети во регионот. 2015 година завршија подготовките за изградба на уште еден капитален објект на истокот, клиничката болница во Штип, проект вреден 30 милиони евра. Годинава финишираат и подготовките за изградба на карго аеродромот на истокот. 2015 година во општините во источниот регион интензивно се работеше на уредување на индустријските зони, како што е случајот во општините на крајниот исток. Во Штипската технолошко-индустријска развојна зона веќе работат 3 компании: Technical Textile, Johnson Controls и Актива, а уште една, Семак Fashion, се подготува за старт на производството во јуни 2016-та. Во индустријската зона во Виница веќе работи австрискиот Експорт, а во Кочани австриската компанија Антура и американската Амфенол. Истокот годинава работеше и на подобрување на своите туристички потенцијали. Се работеше на патната мрежа на Пониква, а на крајниот исток акцентот е ставен на туристичкиот бисер Равна река Пехчево. Започна електрификацијата на оваа населба, а наскоро ќе има и канализацијски систем и пречистителна станица. Со развој на туристичките вредности, истокот продолжува и во 2016-та главно на Равна река, Пониква и Лесновскиот манастир во Пробиштип. Браната Речани во Кочани е капиталниот проект чија реализација започна годинава, а многу важен за регионот е изградбата на колектор за отпадни води и пречистителна станица од 9 испусти на потегот меѓу селата Оризари и Подлог. Се работи за најголемата швајцарска инвестиција во Македонија, 21 милион швајцарски франци за заштита на екосистемот на река Брегалница. Во насока на заштита на животната средина е проектот за собирање на урбаните отпадни води и изградба на колекторски систем за отпадни води од Пехчево во пречистителната станица за отпадни води во Берово. Капитален објект на општина Карбинци за 2016-та е изградба на филтер станица за пречистување на водата од хидросистемот Злетовица, проект вреден 544.000 евра. 2016 година треба да бидат надминати проблемите со рудникот Добрево во Пробиштип, за кој се бара нов инвеститор, а Пехчево се залага за рестартирање на производството во рудникот за бакар. Општина Македонска Каменица 2016 ќе добие нов дневен центар за деца со посебни потреби и нов дом на културата. Делчево во 2016 ќе се фокусира на инфраструктурните зафати, но изградба на градска капела. Бака накратко изгледа планот за подобрување на условите за живот во источниот регион за 2016-та. Реализацијата на проектите почнуваат веднаш по новогодишните празници. Штипскиот градоначалник на почетокот на мандатот најави 140 проекти. На 2,5 години реализирани се околу 300 проекти, главно инфраструктурни. За 2,5 годишниот мандат на градоначалникот примариус магистр Илчо Захариев завршени се на 300 проекти. Станува збор за голем број реализирани проекти во делот на патната инфраструктура, каде се асфалтирани 35 улици во градот и селата, водовод и канализација и во делот на образование. Ваквата реализација се должи на успешната соработка со јавните предпријатија. За мене многу значен проект е завршувањето на мултимедијалниот центар. Зошто е тоа битно? Битно е дека добивме еден прекрасен објект на многу во место кој веќе го целосно уредивме. Ако го завршивме паркот Бриони, ако направивме зоолошка градина, ако ги асфалтиравме сите улици, ако уредивме просторот кај 7 кули, ако станеше летното кино тако како што беше, мислам тоа ќе беше града слика на нашиот град. Уредувањето на реката Отиња со несмален интензитет и санирањето на штетите од поплавите беше вториот голем проект. За мене лично, големи инфраструктурни проекти се изградбата на патната инфраструктура во нашиот град. Влезот на Штип од Скопје е среден. Првиот слој асфалт е ставен од Чудаклија до кружниот тек. Асфалтирана е улица Сремски фронт, улица Драги Купишки, Джемел Биедич,
улицата Лески во населба Баби која беше уништена, Карл Маркс пред поштата, доктор Слободан Јовановски према касаната, булеварот Јана во 8 ноември, улицата Маршал Тито пред Собранието, пред котелот Оаза, асфалтирана е улицата Сутјеска, Слав Стојменски, Радански пат, значи Вита Попираданова, Дел и Мир Шеалцев, а потоа Каваклија улицата во Деснаците, асфалтирана е Тодор Коларов. Исто така, општината сите кредитни обврски кон Јапонска Џајка Светска банка на време ги сервисира. Буџетот за 2016 година е реално проектиран и има доволно средства за реализирање на останатите проекти. Поштувани сограѓани, домаќински располагаме со вашите пари. Ви враќаме на соодветен начин. Верувам дека препознавте една одговорна домаќинска локална власт и јавни предпријатија кои искрено се посветија на градот. Не останува уште 1,5 година од мандатот и убеден сум дека за тој период ќе направиме уште повеќе да Штипси го добие своето место и значење кој му припаѓа и му припаѓало од историски времења, град кој е постар од 2000 години, па се до денеска. Сигурно е дека ќе има и незадоволни, но верувам дека многу работи ќе ги справиме во наредната година. Како најзначени проекти кои треба да се реализираат во 2016 година во соработка со владата се изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, Штип-Радовиш и изградбата на клиничката болница, кои се од големо значење не само за градот, туку и за целиот регион. Без подршка од опозицијата, Виница го донесе буџетот за 2016 година. Опозицијата не го прифати предложениот буџет со најмногу забелешки околу програмата за уредување на градежно земјиште и патишта. Општина Виница го донесе буџетот за 2016 година, кој тежи 264.784.000 денари, од кои 108.300.000 денари или 41% се основен буџет. 77 милиони денари се средствата со кои ќе се финансира програмата за уредување на градежно земјиште и патишта, од кои околу 20 милиони денари се планирани за изградба и реконструкција на улици во Виничко, 2 милиони и 100.000 денари се планирани за изградба на водоводи, речиси исто толку за одржување на патишта и за заштита на животната средина, за спорт и рекреација исто 2 милиони, а за културни манифестации околу 1,5 милион денари. Во вкупните приходи на основниот буџет, даноците учествуваат со 49 милиони и 90.000 денари. Опозицијата не го прифати предложениот буџет со најмногу забелешки околу програмата за уредување на градежно земјиште и патишта, која според нив воглавно се реализира со владени средства или од донации за проекти, а општинските пари се минимални. Вредноста на бодот на вработените останува иста како и во претходните години. Зголемување на платите не е предвидено во буџетот за 2016 година. На последната седница за оваа година, Советот ги подржа апликациите за повеќе меѓугранични проекти, за кои општината ќе треба да даде и сопствено учество. Документацијата се подготвува и реализација треба се очекува од 2016. Изградба на павилјон на плоштадот во Виница, проект за дигитализација на археолошкото богатство на Виница, со 3D виртуелен музеј, како и рехабилитациони активности за штетите од поплавите покрај река Брегалница. Последната седница се изгласа и програмите за јавна чистота, за одржување на комуналните услуги и за работата на комуналните предпријатија Кале и Солидарност, како и програмите на културните институции за 2016-та. Единствено забелешки и коментари имаше околу статутите на овие институции. Бидете одговорни за време на празниците. Лекарите подсетуваат за умереност во јадењето и пиењето, полицијата подсетува за опасностите од петарди, кратци, возење во алкохолизирана состојба. Уште само неколку часа неделат од новата 2016 година. Со цел безбедно и весело да се поминат овие празнични денови, лекарите советуваат умерено консумирање на мрсна храна и алкохол. Не приедувајте, не препивајте, тоа се весели моменти, треба можеби да се проба разноврстна исхрана, може да се проба и некој алкохол, олем пијалок, меѓутоа внимателно со количината. Нашите искуства зборуваат дека после тоа многу често ни доаѓаат голем број интоксицирани млади луѓе, повозрасни луѓе од алкохол, од злоупотреба на калории, на разноврстни јадења, сепак една поголема умереност и предпазливост во празничните моменти секако ќе ви го зголемат славието и празниците, бидејќи болни секако не се добри празниците. Неприлагодената брзина и возењето во алкохолизирана состојба остануваат најчестите причини за сообраќајните несреќи.
Затоа, секторот за внатрешни работи апелира во празничните денови да не се вози под дејство на алкохол. Апелираме до сите граѓани да не употребуваат моторно возило кога се под дејство на алкохол, ако учествуваат во сообраќајот, тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги правилата и прописите од безбедноста на патниот сообраќај. Покрај тоа апелираме до граѓаните пред да ги напуштат своите домови поради прослави и слично да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби. Поради тоа апелираме до граѓаните да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата и доколку истите имаат нешто да пријават, тоа да го пријават на полициските службеници на терен лично или преку бесплатниот телефонски број 192. Имајќи ги предвид најавите од Управата за хидрометеоролошки работи за екстремно ниски температури и до минус 14 степени за време и по новогодишната ноќ, оние што ќе патуваат треба да внимаваат, бидејќи се очекува дополнително отежнат сообраќај. И за крај, подсетување дека поседувањето зимска опрема е задолжителна за сите возачи. Со новогодишни концерти се испраќа оваа година во Берово и Делчево. Концертите на Кут Димитар Беровски и фолклорната група Вапцаров си ретроспектива за работата на групите оваа година. Новогодишни концерти и денови ве одржаа културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово и фолклорната група Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Со концерт на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски кој се одржа во холот на Општинското средно училиште Ацо Русковски беше завршена успешната и плодна 2015 година на ова културно-уметничко друштво кое работи во склоп на Домот на културата Димитар Беровски од Берово. На концертот беше изведен дел од репертоарот на друштвото со кореографија од Малешевијата во изведба на сите членови, од најмалите до најголемите групи. Културно-уметничкото друштво Димитар Беровски во моментот број 295 членови, кои се ученици во основните училишта Дедо Илјо Малешевски од Берово и Никола Петров Русински од Русиново, како и ученици од Општинското средно училиште Ацо Русковски. Концертот привлече голем број на гледачи, а изведбата на кореографиите ги задоволи вкусовите на сите присутни во холот. Фолклорната група Вапцаров од Делчево својот завршен концерт го одржа во киносалата во Делчево, каде членовите покажаа голем дел од репертоарот кој што беше представен во 2015 година на многу концерти, фолклорни фестивали и меѓународни представувања. Меѓу попознатите кореографии пред бројната делчевска публика изведени беа Поселе, Пијанец, Лазаренки, Пирин планино и многу други. Инаку фолклорната група Вапцаров брои околу 120 членови, а функционира како дел од Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Освен фолклорната група, на новогодишниот концерт учество ЗЕДОА и оркестарот за староградски песни и женската пеачка група Ѓурѓа. Продолжуваме со новогодишни теми. Новогодишни подароци добија децата со посебни потреби во училиштето Ванчо Преке во Штип. Пред новогодишните денови за посета на најмалите ги искористија и представниците на Општинската организација на Социјалистичка партија на Македонија во Штип, кои на децата со посебни потреби во Општинското основно училиште Ванчо Прке им подарија новогодишни пакетчиња. Општинската организација на Социјалистичка партија на Македонија од Штип традиционално секоја година пред новогодишните и божикните празници сака да израдува некои дечиња од нашиот град, па така и оваа година решивме скромно дечињата од основното училиште Ванчо Прке да добијат по едно пакетче и по еден мал подарок од нашиот пријател компанијата ЕАЕ. Воедно сакам да кажам дека од оваа година ни се приклучи поетесата Цветанка Цвета Спасикова, која од своето богато твориштво, кое 90% е посветено на малите дечиња, ќе подели една скромна книга на секое детенце како успомен од нашата партија. Убав повод е нова година за дарување. Јас минатата година дарував книги на Сдруженијето Цевитас, еве оваа година на дечињата од училиштето Ванчо Преке. Нивната насмевка за нас е среќа. Благодарност за вниманието од страна на Социјалистичка партија на Македонија искажа наставникот кој се грижи за децата со посебни потреби во Општинското основно училиште Ванчо Прке.
Ние вработените во училиштето и училиштето сакаме да ја искористиме приликата и да упатиме голема благодарност до Социјалистичката партија за нивниот хуман гест. Сакам да искористам оваа прилика на сите граѓани на општина Штип и пошироко да им ги честитам престојните новогодишни и божикни празници со желби за среќа, здравје и успех во животот. Два пожари се случија вчера вечер на истокот. Во Кочанско тркање од непознати причини настанал пожар во куќа при што била пожарена покривната конструкција и покукнината од катот. Од страна на територијалната противпожарна единица Кочани, пожарот е изгаснат. Вчера околу 21 часот во Бирово на улица Страшо Пинџур од непознати причини настанал пожар во помошна просторија, од каде пожарот се проширил и во куќа во која било зафатени подрумските простории, катот и покривната конструкција. Пожарот од страна на територијалната противпожарна единица Бирово е изгаснат. Полицијата презема мерки за утврдување на причините за настанување на пожарите. Ширум светот луѓето со оптимизам среќно ја дочекуваат нова година, покажува денеска објавеното истражување на Институтот Галуп, кој укажува дека европејците се попесимистички расположени од азијците. 2/3, односно 66% од испитениците навеле дека се среќни со својот живот и 54% од нив очекуваат дека 2016 ќе биде подобро од годината што изминува. Што се однесува до очекувањата за следната година, 54% сметаат дека ќе биде подобро од 2015-та. 1/4 не очекува промени, а само 16% со песимизам гледаат на иднината. Во Европа најпесимистични пред нова година се италијанците, од кои 52% изјавиле дека очекуваат 2016 година ќе биде полоша од оваа, а само 15% очекуваат подобра година. Во наредните години во Германија ќе бидат создадени 10.000 нови работни места, соопшти Die Welt. Во Шпанија и Италија тие сепак ќе бидат уште повеќе. Така експертите на компанијата очекуваат во Федералната република да бидат создадени дополнителни 159.000 работни места. За Шпанија очекувањата се за 377.000 нови работни места, а за Италија уште 240.000 работни места. Европската унија предвидува и дополнителни работни места во земјите како Португалија, Франција и Ирска. Според аналитичарите, само две земји од еврозоната ќе одбележат намалување на работните места – Финска и Грција. Нордиската страна одамна се бори со рецесијата и тоа ќе даде одраз. Хелсинки ќе загуби 7.000 работни места, Атина за возврат цели 50.000. Во најголем дел од европските градови засилени се безбедносните мерки во пресрет на дочекот на нова година, а официјални лица стравуваат од евентуални терористички напади, јави BBC. Новогодишниот распоред и уличните прослави се откажани во Брисел, а посебни мерки се спроведуваат во Париз, Лондон, Берлин и Москва. Истовремено турските разузнавачки служби соопштија дека осуетиле план за напади во Анкара за време на прославата. Австриската полиција соопшти дека од пријателска служба добила информации за ризик од напади во главните градови на Европа. Градот Штип за прв пат по 40 години беше домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Репрезентацијата на Романија стана балкански шампион. Во салата Јордан Мјалков во Штип се одржа Европско првенство во сумоборење во организација на Сумо Федерацијата на Македонија на чело со председателот Виктор Богданов. Европскиот првак во карате, штипјанецот Емил Павлов го освои бронзениот медал на првите Европски олимписки игри Баку 2015. На Балканското првенство во карате кое се одржа во Дубровник, Хрватска, Мартин Стоименов од Кочани го освои второто место и се закити со сребрен медал. Кикбокс клубот Гладиаторот Штип учествуваше на Европскиот куп Кроација 2015, кој се одржа во Хрватска. На овој турнир учество зедоа 5 надпреварувачи од Гладиатор и освоија 3 сребрени и 2 бронзени медали. Во Штип се одржа турнир во борење во организација на боречкиот клуб Балканет од Штип, наречен Прв трофеј. Спортскиот новинар од Штип Кирил Манев ја промовираше неговата најнова книга, посветена на кошарката и нејзините почетоци, насловена Штип со кошаркарска традиција.
Во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац. По светското првенство во пауерлифтинг во Лас Вегас, каде во дисциплината бенч прес се закити со злато и се брои во еден од ретките спортисти во Македонија кој може да се пофали со ваков успех, каменичанецот Бошко Стаменковски. Петар Костовски и Филип Костадиновски ги заземаа првите две места во пинг-понг и се пласираа во репрезентацијата на Македонија. Во 2015 година Штипјани избогатени со нов боречки клуб, станува збор за боречкиот клуб Самурај, во кој се изучуваат повеќе боречки вештини, меѓу кои и кикбоксот и бразилското џиу-џицу. Во Виница се одржа Балканскиот шампионат во одбојка на плажа. Одбојкарската федерација на Македонија ваков шампионат организира по 6-ти пат. Каменичанецот Бошко Стаменковски и беровчанецот Кристијан Воденски се спортистите за кои слободно може да се каже дека ја одбележаа 2015 година. Стаменковски, кој се надпреварува во пауерлифтинг бенч прес, е првиот македонец кој освои златен медал на светското првенство во Лас Вегас, со што стана еден од ретките луѓе кои во било кој спорт се закитиле со најсјајното одличие. Освен златото во Лас Вегас, претходно Стаменковски стана балкански рекордер, европски првак и впрочем освои се што можеше да се освои од злато во неговата дисциплина. Задоволен сум од такмичењето, од светското такмичење во Лас Вегас. Значи при голема конкуренција го имам освоено првото место до 75 кг над 40 години. Со подигнати 130 кг. Кристијан Воденски пак е златно момче со потекло од Источна Македонија кое живее со семејството во Германија. Негова специјалност се боречките вештини, а оваа година освои многубројни национални и меѓународни титули. Беше успешен во Нага, престижна титула која што ја освои во Германија, во францускиот Монако и на надпреварувањето Нага Европа во Париз. Тој припаѓа на светската елита во овој спорт меѓу децата, па токму поради тие награди специјализираната веб страница за боречки вештини German Fight News го избра 10-годишното македонче Кристијан Воденски за борец на годината за деца во Германија. Инаку Кристијан претходно има освоено и плакета за успешна сезона во борење грчко-римски стил, во која што нема пораз во домашното првенство, бранејќи ги боите на Грисхајм. Покрај споменатите титули во граплинг, бразилско џиу-џицо, малиот Кико има титули национален првак и во други боречки вештини, како кикбокс, таеквондо, а од оваа есен започна да настапува и во бокс. Со спортските вести го завршуваме дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте незаборавна новогодишна ноќ.